За 7 до 10 дена ќе биде потпишан протоколот за пристапување на земјава во Алијансата, што е фаза која е на чекор до полноправно членство. Дел од клучните НАТО сојузници туркаат процесот да се заокружи побрзо, на што меѓу другото и се должи скусувањето на можните временски рокови. Деновиве, дали ќе биде оваа недела, ќе то знаеме денес утре, можеби почетокот на идната, ќе се потпише пристапниот протокол за нашето членство, кој што ќе оди повторно на дебата и на прифаќање во грчкиот парламент, и со тој чекор ќе се заврши еден процес, ќе влезат амандманите на уставна сила, ќе влезат договорот преспа во сила, и се надевам дека многу брзо нашите пријатели по ратификацијата во Грција ќе почнат, Лина спомна на пресконференцијата дека Литванија веројатно ќе биде една од првите што после тоа ќе го ратификува протоколот. Ние ќе се добиеме едно столче, кое што е важно, нема да се зборува за нас на масата, а ние да сме надвор пред вратата. Дел од земјите членки веќе јавно порачуваат дека нема да губат време и дека се подготвени веднаш да го потпишат и што е можно побрзо да го ратификуваат пристапниот протокол. Литванија ќе биде меѓу првите што ќе го ратификува пристапниот протокол, а можам да кажам дека веќе сега сме подготвени да го потпишеме протоколот за ваше пристапување во НАТО. Треба да продолжите со реформите во борбата против корупцијата, судството. Сите знаат што треба да правите и наша задача е да ви помогнеме во тоа. Очекувањата се дека веќе на наредниот состанок на НАТО министрите за одбрана закажан за средината на февруари, Република Северна Македонија ќе седне на иста маса со останатите сојузници, а дека правото на глас ќе го добие со полноправното членство најдоцна за една година од сега. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.